Почитувани граѓани, почитувани медиуми, се подготвува еден од најбруталните, најбесрамните и најбескрупулозните грабежи на државен имот, односно на Република Македонија, по принципот на старата школа на СДСМ како од 90-тите години, кога беа приватизирани над 600 фирми во Република Македонија кои што беа имот на државата. Обезвредени државни фирми, најпрво им беа симнати буквално на нула, за потоа да може да дојде некој за багатела, да ги купи и да заработи милиони евра на грб на државата. Почитувани, владата на СДСМ и криминалниот картел од Струмица, кој што е начело премиерот во заминување, Зоран Заев, се подготвува да ја продаде акционерско друштво Славија, односно да ја купи некој со нивни амин за багателна цена, далеку под онаа вредносната. Акционерско друштво Славија, која што има вредност со целиот свој имот, со сите своји објекти, над 20 милиони евра, целата фирма, власта на СДСМ, власта на премиерот во заминување Зоран Заев, сака да го продаде целиот имот, целото земјиште, сите објекти на АД Славија и целата фирма акционерско друштво Славија за 218.535 евра. Односно, 4.285 акции по цена, замислете, од 51 евро по акција, и тоа на само 2 дена пред новата година. Ова е лудило во кое што го достигна врвот менаџирано од Зоран Заев и од власта. Ајде сега да ја разгледаме целата постапка. Најпрвин, никаде, ама баш никаде, владата на Република Македонија нема направено нова проценка. Согласно законските обврски, етичките обврски, проценка од Бирото за судски вештачења, која што би ја нарачала нормално владата, за да се утврди колку чини имотот, објектите и целата фирма АД Славија. За да се продаде државна фирма или акционерско друштво, треба да се направи проценка на имот, па потоа да се одреди цена колку би била една акција. Ниту директорот на акционерско друштво Славија, ниту владата, ниту агенцијата за одземен имот не им текнало да направат проценка на имотот. Зошто? Затоа што тие се соучесници и така им е наредено од мафијата на власт, за да може да ја купи власта АД Славија, односно блиски луѓе до власта бизнисмени, за 218.535 евра. Замислете, имот, фирма, објекти што чинат 20 милиони евра, некој близок до Заеви да го купи за само 218.000 евра. Ако се прави проценка со актуелна фактичка состојба, акционерското друштво Славија ќе се увиди дека вреди повеќе од 20 милиони евра. И кога ќе се одбие долгот кој што го има, најверојатно, според информациите помеѓу 4 и 5 милиони евра, сепак фирмата ќе вреди 15 милиони евра. И тогаш една акција не би била 51 евро, туку би била неколку илјади евра. Замислете, само управната зграда, ако ја погледнете, сите знаете управната зграда на Славија до Универзитетот ФОН, ќе сватите дека чини десетина милиони евра само таа, а не пак целата фирма со сите своји пропратни објекти и имоти да чини 218.000 евра. Еве уште еднаш огласот од Агенцијата за одземен имот, кај што го распишува за продажба на акционерско друштво Славија по акција од 51 евро. Срамота, ова е брутален грабеж, ова е грабеж на граѓаните и грабеж на државата. Власта во заминување сака за безпари да присвои имот од државата. Јавно го прашувам и директорот на акционерското друштво Славија, кој што според ова што го гледаме очигледно е соучесник, но и владата на Република Македонија, дали и по чија насока од криминалниот картел оваа продажба е подготвувана за да ја купи близок човек до Заеви. Кој треба да ја купи
оваа фирма за 218.000 евра. Вклучително, јавно повикуваме дека оваа продажба не смее да се случи со вакво обезвреднување на имотот и мора веднаш да прекине. Срамота е што закажуваат продажба на државен имот за стотици пати пониска цена, само затоа што така им текнало и тоа на 2 дена пред Нова година. Не сме имотот на граѓаните да биде продаден за 100 пати помала сума на пари. Следните денови ќе следуваат детали за целата оваа криминална постапка. Ја поседуваме целата документација и соодветно ќе постапуваме до институциите и до органите. Нека бидат свесни дека не може да ја раскршмуваат повторно Република Македонија како во 90-тите години, кога над 200.000 луѓе останаа без работа и кога над 600 фирми беа затворени и приватизирани, односно приграбени од СДСМ. Сега повторно почнуваат со истите шеми. Затоа повикуваме и до медиумите, и до институциите, и до граѓаните бурно да го следат процесот и она што е најважно, да си го сочуваме државниот имот и да не се продаде за ваква безвредна цена. Има закони, има прописи во оваа држава и очекуваме да се следат. Благодарам. Повелете дали има прашања? Последната проценка, согласно моите информации, била направена некаде во периодот 2015-2016 година. Претходно била правена уште еднаш проценка, чином во 2012 година, но во скоро време, пред донесување на оваа одлука за продажба или по донесување, таква проценка не е направена. Затоа и не е направена за да можат овој имот да го продаат за 218.000 евра, а чини 100 пати повеќе.